Помина еден месец откако 360 степени првпат извести дека зад поликлиниката Ченто никнува дивоградба. Нелегалниот објект се гради на државно земјиште на кое порано имало привремени објекти, бараки, кои некако се трансформирани во приватна сопственост. На средината на јуни, кога повторно ја посетивме локацијата, на столбовите веќе беше поставена бетонска плоча. Тогаш од општина Газибаба првпат ни потврдија дека се гради без дозвола и дека издале решение за стопирање на градбата. Нашата последна посета на локацијата деновиве покажува дека градбата продолжува и покрај решението за стопирање. Првиот дел од објектот полека добива и ѕидови и прозорци. И претходно и сега, на самото градилиште нема информативна табла кој и што гради. Такво нешто, впрочем, и не е логично да има, бидејќи според важечкиот детален урбанистички план, таму треба да има јавни површини, паркинг, улица и тротоар. Приказната ја отворија локалните жители кои, за разлика од пред еден месец, сега се плашат да зборуваат јавно. Во меѓувреме, освен до општината, реагирали до неколку други институции. И 360 степени се обрати до една од нив, Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, од каде ни потврдија дека го разгледале дописот од жители на Газибаба, но велат не биле надлежни. Утврдено е дека претставката се однесува за работи од локално значење, односно посочената локација се однесува за градба од втора категорија, за која согласно одредбите од Законот за градење, во управна постапка има одлучувано општината и има донесено соодветни управни акти. Во однос на прашањето какви понатамошни действија би биле преземени, ве упатуваме до градоначалникот на општина Газибаба, кој е надлежен да постапува за градбите од локално значење. Се обративме и до Газибаба по трет пат за еден месец. Локалната власт досега тврдеше дека уште во јануари со полициска асистенција ја отстраниле лимената ограда со која бил заграден просторот, а во мај, откако градбата продолжила, донеле решение за прекид на градбата. Сега велат дека се подготвени да му издадат решение за уривање на градбата на инвеститорот Исми Адеми, но морале да почекаат, бидејќи тој поднел жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка. Оттаму пак велат дека рокот за постапување по жалбата изнесува 2 месеци. Доколку врз основа на утврдената фактичка состојба и изведените докази по предметот, произлезе дека жалбата треба да се одбие, во тој случај може да се поведе управен спор со тужба пред Управен суд Скопје во рок од 30 дена од денот на доставување на второстепеното решение. Со други зборови, сите знаат дека се гради без дозвола и тоа на државна земја, но централните и локалните институции не можат или не сакаат да ја спречат градбата. Како е можно еден човек да е над законот? Според податоците на Државниот завод за статистика, случајот не е единствен. Само лани во земјава се регистрирани 685 дивоградби. Таа бројка е изненадувачки мала, вели председателот на Асоциацијата на архитекти Мишко Ралев. Секако дека сметаме сите и од струката дека таа бројка е многу поголема, но инертноста или неекипираноста на општините, имаме општини со многу различна администрација, инспекторски служби. Еве, сведочевме дека се жалеше и градоначалникот на еден Охрид дека до пред некоја година имал само еден градежен инспектор, што е навистина нонсенс. Тоа се случува и во неколку скопски општини. И во неколку скопски, велам за Охрид затоа што нели Охрид има некаков посебен третман и мислиме дека Охрид е под некаква специјална обсервација на јавноста, на општеството, но случајот не е таков. И вие со таква една оскуден кадар од инспекцијските служби не можете да го контролирате земјиштето и просторот. А со тоа се поттикнуваат токму овие бесправни градби. Според Ралев, и самата држава индиректно ги стимулира дивоградбите. Например, преку најавите за широк закон за легализација на дивоградби, преку неносење на детални планови, но и со неменувањето на одредбата за дооформување парцела, според која е доволно да се поседува 30% од некоја парцела, за да се добие право да се откупат останатите 70% од државата по ценовник кој не одговара на пазарните цени во атрактивните општини. Мислам, тоа е некаков логичен заклучок дека ако државата
заради окрупнување или на локациите го продава и тоа не по пазарна цена своето земјиште, мислам дека тоа е доказ и показ дека не домаќински се третира просторот, а просторот е на сите. Ние мораме да сватиме дека тоа е наш простор и од нашите средства се одзима. Кои да ги стимулираат и во градбите, на сила се закони што треба да ги спречат. Тие важат на целата територија на земјата, па така треба и да се применуваат. Примерот од Газибаба не само што покажува дека не е така, туку е слика и прилика за целосно потврлање на системот.